Сладневни вести на Канал Плюс. Добар ден, 20 на минути за актуелните настани. Почнуваме веднаш по кратката најава. Поместени се роковите за легализација на дивоградбите. Барања за легализација ќе се поднесуваат до крајот на март, а геодетските елаборати до крајот на 2016 година. Од утре до 19 ноември во Кочани ќе се одржи сајмот на книгата. Можност за купување на секаков вид литература по сајмски цени во библиотеката Искра. Во мултимедијалниот центар на УГД Штип вечерва премиерно ќе биде прикажан македонскиот игран документарен филм Последниот македонец, патот до истребување. Поместени се роковите за легализација на дивоградбите, со цел да им се излезе во пресрет на граѓаните кои не го имаат обезбедено клучниот документ за легализација, геодетскиот елаборат. Се предлага рокот за доставување на барањата да се продолжи до 31 март, а за геодетски елаборат до 31 декември 2016 година. Пролонгирање на датумот за легализација на дивоградбите, новиот рок за доставување на барањата, владата предлага да биде продолжен до 31 март 2016 година, а доставување на барањата за геодетски елаборати да биде продолжен до крајот на 2016 година. Ова се однесува за објектите изградени до 3 март 2011 година. Оваа измена е направена со цел на граѓаните да им оставиме простор уште една година да имаат време за достава на елаборатите, кои се клучен документ во процесот на легализација. На геодетските фирми ќе им возможиме и полесно да се вршат работата, бидејќи со сегашниот рок немаат доволно време да ги изработат сите поднесени барања, за да имаат увид дека на нивното земјиште има изграден објект, кој задолжително ќе се објави во Службен весник на Република Македонија и во еден од дневните весници. Се надеваме дека со овие измени ќе ги олесниме, а поедно ќе го забрзаме процесот на легализација. Со овие измени опфатени се можностите за легализација на бесправни објекти кои се изградени на приватно земјиште, кои што во моментот на изградба биле во државна сопственост. Во овој случај измените предвидуваат и заштита на правото на сопствениците на земјиштето преку обештетување од страна на лицето кое го легализирало објектот. Со оваа измена, сопственикот на земјиштето или неговите наследници имаат право да побараат надомест за земјиштето без временско ограничување. Доколку во рок од 20 години сопственикот на земјиштето побара надомест за земјиштето, тоа ќе се зема во предвид пазарната цена на земјиштето во моментот на поднесување на тужбеното барање. Мисајловски истакна дека со овие измени ќе биде олеснување за граѓаните, нивните изградени објекти да не бидат срушени, а и да нема повеќе дивоградби во државата. До крајот на неделата општина Штип ги очекува предлозите и идеите на граѓаните за проекти кои би биле дел од програмата за работа на локалната самоуправа идната година. Ја користиме можноста уште еднаш да ги информираме граѓаните на Штип, невладиниот сектор, местните и урбаните заедници дека се уште трае постапката за објавен повик за предлагање на проекти од инфраструктурата до градоначалникот и општината. Преостанато уште 3-4 дена, значи до 15 ноември, сите заинтересирани граѓани можат да достават предлог проект, она што е интересно за нив и што би им помогнало во местото на живење, а што општината би го ставила во програмата за 2016 година. До сега имаме околу 15 на предлози, тоа само на електронска пошта, а ги очекуваме и они од архивата на општина Штип, така што доволно е граѓаните да напишат што е нивната цел, што барат од општината и како тоа да го реализираме, а сето друго е обврска на самата општина. Доволно е да напишат на мејлот на градоначалникот, gradonačelnik@stip.gov.mk или предлогот да го достават до општината, а ние потоа ќе го разгледаме. Од идната година општина Зрновци ќе може самостојно да управува со државното градежно земјиште на територија на општината. Оваа општина се уште ја нема добиено потребната согласност од Министерството за транспорт и врски, за да може сама да ја води постапката за продажба на градежно земјиште. Оваа состојба ќе се надмине до почетокот на идната година, после што Зрновци планира да дооформи неколку градежни парцели за индивидуално домување и во зоната за мало стопанство. Кога смека и продажбата на државно градежно земјиште. Во Штип во тек е електронско јавно надавање за 23 градежни парцели, во најголем дел наменети за деловни објекти.
Утре во 13 часот во просториите на библиотеката Искра во Кочани ќе биде отворен саем на книгата, манифестација која се организира по 10-ти пат. Од утре до 19 ноември на саемот ќе бидат представени најновите и најпродаваните книжевни изданија за деца и возрастни, енциклопедии и стручна литература од повеќе области. Вечерва во 20 часот во мултимедијалниот центар на УГД премиерно ќе биде прикажан новиот македонски играно документарен филм Последниот македонец, патот до истребување, во режија на Илија Пиперковски. Во мултимедијалниот центар на УГД во четврток ќе биде прикажан новиот македонски играно документарен филм Последниот македонец, патот до истребување, во режија на Илија Пиперковски. Се работи за филм кој отвара низ прашања поврзани со македонската историја во периодот од 1913 година, живот кој не смее да се повтори, според продуцентот Снежана Лупевска-Созен. Последниот македонец, патот до истребување, ја имаше својата македонска премиера во рамки на 36-тото издание на фестивалот Браќа Манаки и финансиски е подражан од Агенцијата за филм на Република Македонија. Во главна улога се актерите Сашко Коцев, Ненад Нацев, Славиша Каевски, Зоран Љутков, Рубенс Муратовски и многу други. Билетите може да се купат во книжарницата на Економскиот факултет секој работен ден од 9 до 16 часот. Цената на билетот изнесува 100 денари. Словенија почна со бодликав тел да ја оградува границата со Хрватска во обид да го запре рекордниот прилив мигранти и бегалци. Словенија во минатиот месец се најде на балканската мигрантска рута, откако Унгарија ја затвори низината граница со Хрватска и Србија. За тоа време околу 180.000 мигранти и бегалци минали Словенија на патот за Австрија, Германија и Шведска. Љубљана планира оградата да биде во должина од 80 км. Границата меѓу Словенија и Хрватска е долга 670 км. Руска телевизија по грешка објавила снимки од таен систем на торпеда со нуклеарни боеви глави, кои Русија моментално ги развива. Ова информација која веднаш се прошири низ руските медиуми ја потврди официјален Кремљ. Навистина некои тајни податоци беа снимени со камера, затоа снимките беа повлечени од веб страниците. Се надеваме дека нема да се повтори такво нешто, изјави портпаролот на Кремљ Димитри Песков. Две руски телевизии, КТВ и Првиот канал, кој е под контрола на државата, во вторникот објавиле снимки на кои може да се види руско воено лице како ги разгледува документите со нацрт и опис на новиот систем на торпеда со нуклеарни боеви глави. Новото оружје кое што го развиваат русите има кодно име Статус 6. Владеачката партија Сириза ги повика сите грци да учествуваат во генералниот 24-часовен штрајк против политиката на штедење, што самата ја спроведува, јави дописникот на Мија од Атина. Секторот на партијата задолжен за работничките прашања издаде соопштение против екстремните неолиберални политики и истакна дека борбата ќе продолжи уште подинамично. Во соопштението се апелира до вработените, пензионерите и младите да учествуваат масовно на денешниот генерален штрајк што го организираат синдикатите. Денеска се затворени сите владени институции, болниците работат со неопходен персонал, јавниот превоз е сведен на минимум, а метрото и железничкиот сообраќај во Атина воопште не работат. Фудбалерот на Манчестер Сити Серхио Агуеро обелодени дека влегува во завршна фаза од рехабилитацијата, така што аргентинецот наскоро ќе му биде на располагање на тренерот Мануел Пелегрини. Викендов има пауза во националните првенства поради репрезентативните настани, што значи дека голгедерот ќе има дополнително време да се врати во форма пред дербито со Ливерпул закажано за 21 ноември. Инаку тој се повреди минатиот месец при настап за аргентинската репрезентација. Селекторот на фудбалската репрезентација на Македонија Игор Ангеловски најави борбена, пожртвувана и офанзивна игра на утрешниот дуел со Црна Гора.
Играме против една квалитетна репрезентација која во Скопје доаѓа во најсилниот состав. Ги почитуваме, но ќе бидеме фокусирани на нашата игра, која ќе биде офанзивна и со цел да постигнеме гол повеќе од противникот. Сакам кај моите играчи да наметнат еден нов стил на игра кој ќе биде многу поофанзивен и похрабар. Верувам дека оваа репрезентација на Македонија е составена од квалитетни играчи кои треба да се ослободат од притисокот од минатите квалификации и да го покажат своето вистинско лице, само со верба во себе и пожртвуваност. Можеме да се радуваме на победи, рече Ангеловски на денешната пресконференција. Инаку средбата ќе се игра на Националната арена Филип II утре вечер од 18 часот. Македонскиот кошаркарски репрезентативец Предраг Самарџиски од Мега Лек се сели во турскиот клуб Бујук Чекмедже. Трансферот на центарот го потврди неговиот менаџер Мишко Ражатовиќ преку својот Твитер профил. Во досегашниот дел од сезоната на АБА лигата, Самарџиски имаше голем придонес во играта на Мега. Тој со просечни 10,6 поени и 6,7 скокови по надпревар беше еден од најдобрите кошаркари на тимот од Сремска Митровица. Самарџиски во минатото настапувал во Турција како играч на Олин Едирне, Мерсин и Анкара, а беше дел и од екипата на Партизан, Литвос Ритас и Црвена Звезда. Со МЗТ Скопје Аеродром претходната сезона го освои шампионскиот трофеј во Македонија. Ова е се во планедневното информативно издание. Повеќе за случувањата денес гледајте во Дневникот во 16:30. Имајте убав ден.